kad me đavo odnese. Budi hrabra, stisni zube, nek te pesma ponese. Od oluje do oluje, šta je tu je, ne plači, veseli se s ljudima, udahni me grudima, osjetit ćeš venama muziku u stenama. Stare trube kad zatrube, kad se tečnost dolije, svi vojnici nek te ljube odavde do Golije. Od oluje do oluje, šta je tu je, ne plači, veseli se s ljudima, udahni me grudima, osjetit ćeš venama muziku u stenama. Veseli se s ljudima, udahni me grudima. Stare trube kad zatrube, kad me đavo odnese. Почитувани гледачи, пред малку имавте можност да слушнете песната Старе трубе во исполнение на Галија. И самата песна всушност го најави вечерашниот наш и ваш гостин, Галија, кој што веќе до мене. Добро вечер. На самиот почеток од вечерашниот разговор ќе навратам наназад, односно на вашата 4 годишна возраст, кога на некој начин всушност си заплавувате во музичките води со устна хармоника. Па добро, устна хармоника е инструмент кој се данас ретко свира. Drugo, to nije instrument koji je toliko, kako da kažem, rasprostranjen, jer nije previše zahvalan, pošto je to hromatski instrument i on je dosta ograničen. I on služi u svakom slučaju uglavnom za blues svirku, mada postoji i druga vrsta. Устната хармоника е интересен инструмент кој ретко се свири. Се работи за инструмент кој не е застапен многу, бидејќи е ограничен и служи само за блуз свирки. На тој инструмент јас многу одамна научив да свирам, така да кога имав 5 години веќе свирев на него. Ми остана како спомен за успешен почеток со музичките инструменти, а денес не свирам често со устната хармоника. Ne toliko često, ali je provlačim kroz koncerte, kroz ploče, tu i tamo kao neka vrsta pečata. 46 години се зад вас, односно за музичката кариера, па би ве запрашал, денес повеќето групи, повеќето пејачи кои што се појавуваат, за кратко се појавуваат и ги снема. А вие сте веќе 46 години на музичката сцена. Кој е клучот за сето тоа? Pa, suština je u principu kako se bavite muzikom, razlozi zašto se bavite muzikom, razlozi zašto pevate, razlozi zašto pišete i tako dalje. Postoje mnogo načina. Najvidljiviji način je u stvari da budete slavni. Kada to poželite, onda tu ne postoji mogućnost da budete dugo na sceni, zato što to onda vrlo brzo se...
Во принцип, суштината е во прашањата зошто се занимавате со музика, зошто пеете, зошто пишувате музика и така натаму. Постојат многу начини, но најважно е да бидете славни. А кога тоа го посакувате, не треба да бидете присутен долго на сцената, зашто идејата од амбицијата која сакате да ја постигнете се исцрпува брзо. Во случај да се постигне многу брзо, тогаш ефектот е спротивен. Суштината е во тоа што ако тоа што го работите не го сакате, тогаш зошто и воопшто работите, дури и да ве плаќаат. Тоа е начин на живот, вашето јас. Кога така би постоеле во музиката, тогаш ќе дојдете до моите 46 години на сцена. Поважно е да се занимавате со музика, отколку со прашањата од типот како сте поминале, дали сте направиле хит, дали сте направиле едно или друго, се друго е неважно. Важно е да се занимавате со мисла, а она другото доаѓа само по себе. Кога ги компонирате песните, важно е да работите многу време на нив. Например, јас посветувам многу време на правење на една песна, а мое мислење е дека со тоа се вежби и креативноста. Никој не е толку паметен да седне и да рече, еве јас сега ќе напишам песна која ќе биде evergreen. Тоа не е можно. Може да се случи сосема случајно, но најчесто секој ден се обидувате нешто да направите. И кога не сте со музичкиот инструмент, вие сепак размислувате на некој дел од песната, за тоа како подобро би го направиле. Целиот народ живее со вашата музика и тоа е сосема нормално. Веќе кога ќе постигнете успех кој е неизбежен доколку така работите, затоа што ништо не се случува преку ноќ. Тогаш доаѓа вистинската сатисфакција дека работите работа која ја сакате. Нормално да када веќе кад направите некакав успех, а он е неминован ако тако радите, само е спор, као и све, ништо се не дешава преку ноќи. Onda dobijate onu pravu satisfakciju da ste u stvari uspeli da živite i radite od posla koji volite. Ги спомнавте компонирањето на музиката, на текстовите. Вие имате и компонирано и музика за филм. Еден период се појавивте и како актер, односно како глумец. Каде спојат музиката, глумата и компонирањето? Pa ja sam počeo kao u pozorištu. Ja nisam napravio grupu, nego prvi moji koraci i kontakti profesionalni sa muzikom su bili rad na muzici u pozorišnim predstavama. Ja sam prvu profesionalnu predstavu radio 72. godine. Bio sam dosta mlad. I čak se i grupa u stvari nastala je tako što je reditelj tražio da ja napravim grupu, jer je bilo za tu predstavu je bilo neophodno da se napravi grupa koja je trebala da glumi onaj morski bend, s tom razlikom što smo trebali da sviramo originalnu muziku. I onda ja sam tako napravio grupu i to posle prve, druge reprize iz te predstave mi smo nastavili jednostavno da radimo, pa smo radili paralelno stvar. Rad на позоришtu и филму е применено. Па јас почнав на сцената. Првите мои професионални чекори во создавањето музика беше музика за театарска представа која се одигра 1972 година. За потребите на таа представа требаше да се формира музичка група која ќе глуми морски бенд, без разлика што требаше да се свири оригинална музика. Групата настапуваше неколку пати еден по друг, а ние одржувавме проби истовремено и надвор од работата. Музиката е уметност, а уметноста е работа на глумци, на комплетна екипа која сето тоа го работи. Имате поставено тема и цел и сите заедно работат во тој правец. Од голема важност е тимската работа, која е посебен пристап на создавање на музика кој воопшто не е лесен. Кога ќе ги научите технологиите на тимската работа, тогаш ќе бидете корисен таму. Така да тоа е сосема различно од работата во група и кога правите филмска музика. А колку денес пак публиката дава значење на филмската музика, тоа е друго прашање. Во прашање се финансиски средства и така натаму. А всушност сите видови уметност денеска се во лоша позиција, па сите кои се занимаваме со вакви професии се снаоѓаме некако. Некогаш работиме филм, некогаш театар и така натаму. Денеска се гледа се помалку средства да се има за да се постигне целта. Порано имаше можност повеќе лица да бидат вклучени во компонирање на музика за филм, што за жал тоа денес не е така, но очекувам тоа да се промени. Буду присутни svi segmenti, i muzika, i scenografija i tako dalje, sve ono što je potrebno u filmu i u pozorištu,
prosto ovako su vremena, ali ja očekujem da će se to promeniti, to se na kraju kraju i menja stalno. Еве зборуваме за музиката, на самиот почеток од разговорот ја спомнавме темата Старе трубе, тема која што можам слободно да кажам дека ми е најомилена од вашите. Еве, навистина долги години сте назад на музичката сцена, па дали е лесно да одвоите некоја тема која што лично на вас ви се допаѓа од досегашните ваши? Pa, znaš kako, teme izlaze same, temu diktira situaciju u kojoj se nalazite. Zato se i govori da je muzika, ova naša popularna muzika, da naše, pa i sve na kraju, ne samo ova, zapravo pre svega imaju za cilj da oslikaju vreme. Па, знаеш како, темите доаѓаат сами. Тие се производ на ситуација во која се наоѓате. Затоа се зборува дека оваа наша популарна музика, како и останатата музика, имаат за цел да дадат слика на времето во кое се создава песната. Така да, ако успеете да го доловите времето за кое песната е напишана, тогаш вие сте успеале да го овековечите тоа време и секој пат кога ќе ја слушнете песната, иако не сте живееле, тогаш вие знаете дека во тоа време нешто се случувало, па доколку ве интересира како, што, каде, како, ќе почнете да читате и некоја книга истражувајќи го тоа време. To vreme o kome vi govorite u toj pesmi. Вечера сте овде во Пробишти, во ресторанот Амбиент, настапувате и во повеќе локали низ земјава. Неодамна бевте во Битола. Во последно време забележувам дека ги преферирате оние unplugged свирки. Додека останатите со група, концерти, како да изостануваат. На што се должи сето тоа? Pa, prvi i osnovni razlog zašto se to radi je taj, zato što je grupa daleko kompleksnija i po pitanju financija i po pitanju organizacije, pa i tehnologije izvođenja koncerta. Прво и основно, зошто така работиме е тоа што групен настап е поопширна работа, бара поголеми финансиски средства, поголема организација, а и поголема техничка опрема. Не може секогаш да се дозволи таква организација и затоа ние одлучивме да почнеме да ги форсираме тие мали проекти за да и помалите клубови си дозволат вакви забави. Но најубаво е песните да живеат во народот, барем така јас размислувам, тоа е најважно во каков облик ќе ги реализирате. Дали како амплак свирка или како комплетен музички бенд. Тоа зависи од ситуацијата, но и едното и другото си имаат своја вредност. Не е поврзано едно со друго. Бенд си е бенд, амплак си е амплак. Значи, тоа се сосема две различни ситуации, но најважно од се е песната да живее и патува низ народот. Тоа е најважно за секој автор. Еве, јас како следно прашање би го поставил да одвоите некој интересен момент, некој интересна случка, некој интересен гаф што досега еве вашите фанови не го знаат, а се случило во текот на настапите или нешто слично. Па uvek je teško pričati o tim stvarima zato što znaš kako, kao što sedneš kada sediš sa prijateljima. Па секогаш е тешко да зборувате за такви работи, бидејќи кога седнеш со пријатели и почнете да зборувате за некоја тема, и сами од себе знаеме дека за таква тема е неопходна посебна атмосфера за да го започнете разговорот. Знаете, секој од нас не би можел да зборува од чиста мира, туку седат повеќе луѓе зборуваат за различни теми и тогаш најдуваат таквите моменти за зборување. Така да, одговор на тоа прашање би било добро да постои некој дружење или најдобро да постои скриена камера и таа би ги регистрирала таквите моменти. Искрено да ти кажам, не можам да се сетам, како народски што би рекле, блокиран ми е мозокот, а има и такви моменти многу кои се навистина интересни, но не се за секое уво. Реално кажано, сите ние имаме свој свет, сите имаат некои свој муабети, но сите би сакале да бидат сосема нешто друго. И затоа тоа не е толку лесно за да дојдете до него. И сви би želili da budu nešto drugo nego što oni jesu, jel? I upravo to je razlog zbog čega je to tako baš kompleksno, nije baš tako lako na dohvat ruku. Дали може да очекуваме нешто ново во следен план во однос на музиката во делото? Pa ja sam u jednom trenutku vama i rekao da ja neprekidno radim, da ja u stvari nikad i ne stanem. Ja kad god ne sviram i kad god ja sam u studiju, meni je studio na mom splavu, ja imam neki splavčić na Savi
I to je taj neka... Па јас во една прилика ви реков дека постојано работам и никако не застанувам. Кога не свирам, сум во моето студио кое се наоѓа на сплав на Сава. Тоа е таа некоја убава тишина во која си далеку од луѓето, се дружиш со животните, едноставно ја сакам таа тишина. Најверојатно кога човек доаѓа во години, му смета човечкиот джагор. Едноставно се во свое време. Кога бев млад беше спротивно, не излегував од клубовите, а сега баш и не ми се оди таму. Имам 16 готови песни и мислам дека албумот е комплетно спремен. А така да наскоро би почнал со реализација, да влезам во студио и полека тоа да го завршам. Јас имам студио дома и добар дел од тоа веќе е одработено. Треба само некоја финализација да се направи и сето тоа да биде готово. Добар дел од тога веќе студиски се одради, значи ту само треба неки финиш технолошки да се заврши и тоа е веќе готово. Еве за крај од вечерашниот разговор, допатиме една порака токму од овде од пробишти до сите наши гледачи. Па, мој искрени поздрав, драги мои. Мој искрен поздрав е, драги мои, се надевам дека ќе се гледаме често овде, колку што слушнав има некој таков муабет и големо задоволство ми беше што вас лично ве запознав. Да све вас поносно упознам. Да си на другом крају света, да возиш нека кола лепа, да си први, да си први, да рушиш негде доле у Кини, а зубе чачкаш у Каролини, на Бахамима да имаш вилу, од много жена да добиеш килу, да си први, да си први, да си први, да си први. Ма дигни руку, дигни абаме, дигни руке од сега, немаш карто ни до Приштине. Ма дигни руку, дигни абаме, дигни руке од сега, немаш карто ни до Приштине. Да си на другом крају света, да возиш некоја лепа, на Бахамима да имаш вилу, од много жена да добиеш килу, да си први, да си први, да си први, да си први. Ruke